Проблемот со големиот број кучиња скитници во Штип е многу поголем отколку што се мисли, тврдат граѓани, гледачи на Што мисли народот. Значи во Штип е страшно со кучињата, нема каде нема скитници кучиња. Не знам кој и како тој проблем треба да се реши. Тука од црквата натаму према центарот има. Кучиња колку сакаш у гробиштето доле. Не смееме да одеме да ги посетиме покојните. Тоа е чудо кучиња. Нема порано пато од Дисар имаше некој там. Сега нема никој ни жив човек. Не смееш да отидеш да запалеш една свекичка некти у недела, околу мене 20 кучиња се собраа. Се јавувам од Железничка. Да, и таму ли има кучиња? Железничка е поплавена од кучиња. Туртел, инкубатор, не кучиња, мечки има. И по кантите кучињата и насава жени, гледам тука од тарасата. Слушаш ли ми што зборам добро? Слушам. Така. Жените си одат со торбички со кисиња, кучињата одат по нив. Например, јас некоја симнасе доле пред Трговскиот, мислам тука доле дека чекат луѓето за работа пред пицеријата, што е пред Зимбако. Имаше 20 кучиња. Например, јас симнасе со оние и они по мене, разбираш. Овие изјави сугерираат на итно решавање на овој проблем кој го актуализираше ТВ Стар, а на што од локалната самоуправа вчера одговорија неодредено и манипулативно. Во моментов во соработка со јавните предпријатија Стипион и ИСАР се разгледуваат можности за привремено решение, како привремен стационар кој што би можел да се наоѓа кај локацијата на вакова чешма. Колку и оваа изјава на некој да им влева надеж, таа е празна и неуверлива, зашто не го кажува елементарното, односно кога ќе биде изграден стационарот. Штип е општина со сериозен буџет и ако има проблем за изградба на кучешки стационар, тогаш како да се очекува изградба на поголеми проекти, прашуваа вчера граѓани во емисијата Што мисли народот. Од тука, од градоначалникот на Штип Бочварски, се очекува решавање на овој проблем. Низ штипските улици во центарот и пошироко се шетаат десетици опасни кучиња, парете граѓаните за нивните пари да добијат и заштита.